Денеска имаме една инфосесија на која што сакаме да ги информираме сите заинтересирани страни, пред се коморите, па тие понатаму да ги информираат своите членки за новиот повик на кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации и технолошки развој. Јас би ја потенцирал, поентата на технолошкиот развој, бидејќи ова се практично средства со кои што ние треба да им помогнеме на малите, микро и средни предпријатија да ја обноват својата технологија, да купат нови машини, да ја подигнат својата продуктивност и на тој начин да станат поконкурентни. Ако треба со еден збор, да ја опишам програмата, таа треба да значи дека треба да им помогнеме на нашите компании да ја подигнат својата конкурентност и да ги подигнат своите капацитети, да можат да соработуваат со останатите компании во нашата држава, но и со остатокот на светот, односно да бидат извозно ориентирани. Мислам дека тоа е крајната цел. Тие компании да почнат да растат и да бидат извозно ориентирани. Ова е нов повик во кој што има 5 милиона евра средства. Тие 5 милиона се 3 милиона од буџетот и 2 милиона евра од Светска банка. Многу е важно да напоменам дека нашите средства ги направивме да бидат компатибилни со програмите на Светска банка и практично, уместо да имаме повеќе разни мерки, ние сето тоа го направивме да биде компатибилно во една мерка, за да се постигне што е можно поголем ефект. При тоа, мерката е дека за потребите на инвестициите на микро, малите и средните компании се обезбедува и тоа за средните компании 60% од нивната инвестиција е грантот и 40% тие треба да учествуваат со сопствени средства, а додека за малите и микрокомпании оваа поддршка е поголема, со цел да нагласиме дека сакаме истите да ги развиеме, таму 70% ќе биде грант, а 30% ќе бидат нивни средства. Меѓутоа и во едниот и во другиот дел или група на компании, максималната поддршка е 20 милиони денари или 350 илјади евра, ако сакаме во евра да ги изразиме. Огласот е од 30 март до 15 мај. Јас сакам да ги охрабрам сите компании во нашата држава кои што имаат намера да инвестираат, да партиципираат. Ние ќе бидеме среќни и задоволни доколку има повеќе апликации, бидејќи таквите повеќе апликации ќе дадат можност да избереме најдобри проекти, да бидат поддржани на вистина најдобрите проекти. Кога сме веќе кај селекцијата на проектите, селекцијата се прави на две нивоа. Прво се прави од домашни експерти кои што се во 22 области од економијата, а после тоа, откако ќе се направи првичната селекција, се прави селекција од 5 странски експерти кои што се одобрени од Светска банка, кои што прават дефинитивна селекција на компаниите, односно проектите, согласно неколку критериуми кои што се надевам покасно директорот на фондот ќе ги објасни. За да им помогнеме на компаниите да можат да учествуваат и да ги подготват своите апликации, направивме и децентрализирани единици. Директорот ќе објасни повеќе околу тоа во Тетово, Струмица и Битола. Многу е важно да го кажеме ефектот и од минатогодишната програма. Знаете дека минатата година оваа програма исто така беше спроведена. Во рамките на оваа програма, само за технолошки развој и иновации, само во таа група, бидејќи имавме и други програми, знаете, за стартапи, акселератори и така натаму, беа помогнати проекти со вкупна вредност од 28,3 милиони евра, од кои државата помогна со 16,1 милиони евра. Тоа се уствари 57% од вредноста на тие проекти, а додека компаниите учествуваа со нивни 12,2 милиони евра. Многу е важно да кажеме, бидејќи мислам дека имаше многу дезинформации во јавноста, дека тие средства се доделени, дадени и така натаму. Механизмот на доделување на средствата е таков да тие средства државни, овие преку фондот за кој што сега зборуваме, ја пратат инвестицијата само доколку сопствениците на компаниите, односно носителите на проектите, своите средства ги дадат и инвестираат, и само доколку компаниите навистина го развиваат проектот што го кажале, а за да се прави анализа, односно ревизија
на тој проект дали на вистина се имплементира, не го прави тоа фондот, него фондот направи постапка во која што го избра Deloitte, мислам. Deloitte значи реномирана ревизорска компанија која што прави ревизија дали на вистина сопствениците ги вложиле своите средства и дали на вистина тие средства се потрошени на начин на кој што треба, односно дали проектот се ревидира. Она што сакам да ја убедам целокупната јавност и покрај вознемирувањата кои што беа во минатата година во јавноста по основ на овој проект е дека ова е еден од проектите кои што се оценети како најуспешни, проектите кои што дале на вистина најдобар резултат, проектите кои што се максимално транспарентни и во делот на одлучувањето, но и во делот на пратењето на проектите. Јас тука би застанал со своето излагање, ќе објасни повеќе детали околу самата постапка, проектите и директорот на фондот, а после тоа ќе отвориме дискусија. Нормално стојам на располагање за сите прашања, без разлика дали се од присутните или од медиумите. Ви благодарам. Почитуван вице-премиер, почитувани пријатели и партнери од стопанските комори, почитувани медиуми. Значи, денеска презентираме јавниот повик за кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации, која што е една од мерките од планот за економски раст, кој што го стартувавме минатата година. Вице-премиерот веќе објасни и презентираше дел од информациите кои што ги има во однос на реализацијата од минатата година. Она што е новитет во програмата што сакам да го истакнеме, што од оваа година покрај средства од владата, финансиски партнер во реализација на планот за економски раст е и Светската банка. Една од препораките што ги добивме во изминатиот период од неколку консултанти кои што работат во делот на ревидирање и консолидација на системот на доделување на финансиска поддршка на државата кон компаниите, беше да се обидеме што е можна повеќе да ги консолидираме инструментите, така што она што го имавме во минатото е како две посебни програми, една финансирана само од Светската банка, една финансирана само од владата, со овој повик веќе ги спојуваме и ги консолидираме во едно. Она што особено радува е што Светската банка како реномирана меѓународна финансиска институција прифати поголем дел од условите, критериумите и процедурите кои што се спроведуваат под планот за економски раст, така што денеска веќе зборуваме за еден инструмент кој што постои, кој што го објавуваме, кој што е заеднички финансиран од двата изворија, кој што се реализира преку Фондот за иновации и технолошки развој. Како што спомене вице-премиерот, значи инструментот е наведен за сите микро, мали и средни компании, вклучително она што е новитет во програмата од оваа година е тоа што е отворено и за приватните здравствени установи, кои што имаат доминантно домашна сопственост, а кои што сакаат да развијат иновативен производ, услуга или процес. Воведувањето на можноста приватните здравствени установи да аплицираат за средства произлезат од интересот кој што го имавме минатата година, така што сакам да кажам дека она што се постави како инструмент и програма минатата година претрпи одредени измени заради тоа што, како што споменав, дел од компаниите, дел од економските субјекти, каде што несомнено спаѓаат и приватните здравствени установи, изразија интерес да реализираат исто така иновативни проекти во тој сегмент. Самите знаеме дека медицината е една од полињата во глобални рамки каде што се развиваат доста иновации, така што даваме можност еве со оваа програма сега да и приватните здравствени установи развиваат своји проекти и добиваат поддршка од државата. Вкупниот инвестициски фонд за овој повик, предвидени се два во оваа година, значи првиот повик кој што го реализираме сега е 5 милиони евра, значи некаде околу 305 милиони денари, од кои што 3 милиони евра се буџетски средства од владата на Република Северна Македонија, 2 милиони евра се средства кои што ги имаме обезбедено преку заемот од Светската банка. Споменав, со тоа Светската банка фактички станува финансиски партнер на фондот и на владата во реализација на планот за економски раст. Она што исто така новитет во програмата е тоа што минатата година го имавме како универзален процент на максимална учество од страна на државата, тоа е до 70% од вредноста на инвестицијата. Оваа година го менуваме, ја прифативме сугестијата на Светската банка дека средните компании имаат можност, поголем капацитет и можност да мобилизираат средства од финансискиот пазар, така што ограничувањето за максимален износ на финансирање од наша страна кон тие компании до 60%, за сите останати, значи за микро и малите компании, можноста останува до 70% финансирање од страна на фондот, останатите средства, 30, односно 40% од самата инвестиција, ги обезбедува самиот апликант. Она што спомене вице-премиерот во неговото излагање, од искуството минатата година, од 133 компании кои што добија средства
преку планот за економски раст за 2018 година, процентот на собствено учество на компаниите некаде 43. Тоа значи дека државата и приватниот сектор се фактички партнери во реализација на инвестициите. Тоа значи дека компаниите се вољни да обезбедат собствени средства за реализација на инвестициите доста повеќе од тоа што е минимално потребно за да може да аплицира. Што е секако за поздравување, се очекувам дека овој тренд ќе се задржи и оваа година. На овој слайд се поместени дел од прифатливите активности, чисто како за илустрација во однос на тоа што очекуваме како инвестиции од страна на приватниот сектор. Значи, зборуваме за активности за истражување и развој, тестирање, активности поврзани со заштита на интелектуалната собственост, дизајн на продуктите, развој на пилот линија, активности поврзани со обезбедување на квалитет, активности за маркетинг и продажби и така натаму. Овие се дел од типските трошоци кои се наведени во самата апликација буџетски формулар, кој што се веќе на нашата веб страница заедно со огласот и се однапред познати за секој апликант, така што при подготвувањето на инвестицискиот план, секој од компаниите апликанти веќе може да види за каков тип на трошоци станува збор и кој тип на трошоци се прифатливи за кофинансирање. Во однос на критериумите за тоа кои компании може да аплицират, како што споменав, микро, мали и средни компании, она што е особено важно е што остануваме на принципот дека финансиска поддршка од Фондот за инновации и технолошки развој во рамки на планот за економски раст добиваат компании каде што има доминантна домашна собственост. Тоа значи дека 50.1% минимум од собственоста на апликантот мора да биде домашна собственост. Тоа значи дека или компании кои што се целосно во домашна собственост, или компании каде што мнозинскиот собственик е граѓани на Република Северна Македонија се подобни за финансирање за инструментот иновации, што не е непознато во светски рамки, значи тоа е глобална пракса да државата во делот на иновациите поддржува компании кои што произлегуваат од самата држава. Овие се дел од критериумите за аплицирање, оно што исто така беше отворено како дилема во изминатиот период, значи оно што е многу важно да се напомене дека кај компаниите при самиот процес на аплицирање, меѓутоа секако во пресред на подпишување на договорот, значи се проверуваат сите оние податоци, вклучително и дали за компанијата во меѓувреме поведена стечајна постапка или ликвидација, дали се подмирени сите обврски према државата по основ на јавни давачки и така натаму, така што си има механизми за контрола кои што се имплементираат не само во фазата на реализација на проектот, туку и во фазата на доделување на средствата пред подпишување на договорот. Како што споменав, дел од прифатливите трошоци, значи бруто плати, набавки или изнајмување на опрема и потрошни материјали за истражување на развој, ангажман на експерти, поднесување на пријави за патент, трошоци за маркетинг, што е исклучително многу важно, затоа што при развој на нов производ или услуга, секако истражувањето на пазарот и подготовката на пазарот за да се прифати новиот производ или услуга се многу важни, се дел од трошоците што се предвидени за финансирање. Она што исто така новитет кој што сакам да го акцентирам во ова излагање, при оваа презентација, ќе го зборувам и понатаму на сите следни инфосесии кои што ќе следат прво во рамки на стопанските комори за сите нивни членки, а понатаму ќе одиме и пошироко, а го воведуваме принципот на ројалти. Ројалти подразбира дека при успешна реализација на проектот, откако компанијата која што ќе го заврши проектот почнува да генерира приход за производот, односно услугата за кои што се финансирани, имаат обврска да уплаќаат 5% од годишниот приход назад во фондот. Таква обврска трае во период од 5 години, со тоа што е ограничена и не може да се износот на средства кои што ќе се уплатат назад не може да надмине 120% од вкупната инвестиција која што е направена од страна на фондот за самиот проект. Ова е новитет, го немавме минатата година, а го воведуваме заради тоа што сметаме дека компаниите и веруваме дека компаниите ќе реализираат успешни проекти кои што ќе генерираат висока додадена вредност, сепак станува збор за иновации. Има пазарна логика, има логика и од искуствата кои што ги погледнавме, Соединетите Американски држави, дел од западните европски земји, израелското искуство, каде што инвестицискиот фонд, како што е Фондот за инновации и технолошки развој, без разлика на изворот на финансирање, дали е буџет на државата или е друг извор, има можност преку различни механизми да се рефинансира преку учество во успехот на проектите. Така што како што сме ние партнер во реализација на самата инвестиција на проектот,
треба да бидеме партнери во делењето на резултатите од тој успех. Како што кажав, значи тоа делење на резултатите не е неограничено, имаме ставено лимита, тоа е 120% од износно на сумата која што делена за инвестицијата. Само како показател, бидејќи го имавме како принцип на дел од проектите што ги финансираме од Светската банка, проектите што се финансирани и завршени во изминатиот период, ке 35 проекти, 18 веќе се завршени, веќе генерираат приход и веќе само по основ на ројалти имаат исплатено 10% од вредноста на средствата кои што им се доделени, така да моделот постои и можам да кажам дека и во услови на македонската економија во изминатите неколку години функционира. Јас очекувам дека како изминува времето и како имаме поголем број на проекти кои што завршуваат и се успешни, односно пласираат продукти на пазарот, овој процент ќе се зголемува. Во делот на критериумите за оценување сакам да појаснам дека делот за евалуацијскиот формулар е поместен во прилог на самата проектна апликација, така што секоја компанија апликант може да погледне во детали кои се 5 критериуми за евалуација и колку секој од тие критериуми тежи. Под секој критериум има појаснување што тоа подразбира, така што при самото аплицирање секоја компанија однапред знае и на објективна основа може да процени во кои делови на инвестицијскиот план се имаат јаки страни, во кои делови на инвестицијскиот план имаат слабости. Меѓутоа, како што спомена, значи евалуацијскиот формулар е составен дел од апликацијскиот пакет и веќе може да се повлече, односно се даунлодира од нашата веб страница. 5 критериуми за оценување, исто како и минатиот пат, зборуваме за степен иновативност, квалитет на проектот, капацитет на проектниот тим, пазарниот потенцијал, што е многу важно, и влијание на проектот од неколку аспекти, зборуваме влијание врз животната средина, генерирање на нови работни места, просечна плата и така натаму и така натаму. Во однос на процедурата за оценка и селекција, како што спомене вице-премиерот, зборуваме за двостепен систем, каде што ниту фондот, ниту било кој државен функционер, чиновник учествува во постапката на селекција и оценување. Она што е прв чекор е административната проверка од аспект на тоа дали она што е аплицирано ги содржи сите потребни елементи за да може да се прави евалуација. Понатаму имаме предселекција каде што се ангажирани над 200 во моментот стручни лица организирани во 22 различни економски области. Минатата година ги ангажиравме на јавен оглас, кои што прават првичен скен на апликациите и ги бодуваат. Сите оние апликации кои што ќе имаат во просек над 51 поен, одат во фаза на селекција, каде што тим, односно комитет од 5 странски експерти, кои што се именувани од владата на крајот на 2017 година, прави финална селекција и оценување. Она што исто така како новитет е што сите проекти, тоа веќе го воведовме за старт на повикот минатата година, сите проекти покрај апликацијскиот формулар доставуваат и кусо видео со презентација, за да може комитетот исто така да се запознае и одблиску дополнително се запознае со капацитетите на една компанија да може успешно да го продаде тоа што го презентира. Станува збор, значи, инвестицијските проекти, периодот на трајање до 24 месеци. И повикот, како што спомена вице-премиерот, беше отворен во саботата, значи на 30 март, и го оставаме отворен до 15 мај до крајот на денот. Она што сакам тука да споменам е дека повикот отворен на 33, тоа значи дека 4 дена веќе е отворен, меѓутоа веќе имаме некаде околу 300 компании кои што се регистрирали го подигнале апликацијскиот формулар, што е навистина голема бројка и го покажува не само интересот на компаниите за инструментот, туку и довербата на компаниите, односно на економскиот сектор, што го имаат за процесот кој што го спроведува. Она што сакам да го споменам е дека техничката помош за потенцијалните апликанти повторно ја имаме како опција, која што ја воведовме минатиот пат за планот за економски раст, така што сите оние компании кои што се заинтересирани да добијат бесплатни насоки, поддршка, помош во конципирање на инвестицијскиот проект, имаат можност преку закажување да добијат термин половина час или 1 час со некој од консултантите во 5 различни области кои што ги имаме, за да може да добијат поддршка во однос на подготовката на проектот. Новитет за овој повик е тоа што покрај Скопје остваривме соработка со 3 регионални развојни фондации од 3 други општини во државата, тоа се Тетово, Битола и Струмици. За прв пат ќе овозможиме техничка поддршка
за компаниите во нивното место за живење или во нивниот регион, значи поблиску до компаниите надвор од Скопје. Ова го ведуваме од проста причина што сакаме, односно се обидуваме помошта, односно структурата на компаниите да ја направи малку поразновидна, бидејќи во изминатите повици, во повикот стартапови, меѓутоа и во првиот повик од планот за економски раст, имавме значителна концентрација на компаниите, не само на апликанти, него и тие што успешно го поминаа процесот од главниот град. Се обидуваме, значи, рамномерниот регионален развој да го поттикнеме преку децентрализирање на делот од техничката поддршка. Она што ќе следи во наредниот период, што го направивме минатиот пат, ќе се договориме со 4 репрезентативни стопански комори да направиме посебни инфосесии за нивните членки, со тоа и ќе почнеме, а понатаму согласно интересот ќе направиме неколку инфосесии во делот од урбаните средини надвор од главниот град. Јас имам толку, секако како што споменав, процесот е отворен, така што сите прашања и одговори за сите прашања сме достапни и на нашата веб страница и во текот на инфосесиите како што ги реализираме. Благодарам. Добар ден. Поздрави до сите присутни тука. Сакам да ви кажам дека Докстим е компанија која целиот свој, да речеме, работен век се занимаваме со некакво производство на софтвер, каде што за разлика од повеќето компании во тоа што го правиме за нашите клиенти е дека имаме и додатна вредност, а тоа е технологијата што ја развиваме. Во моментов работиме за барем 4 најголеми клиенти во нивната област. Решенијата што ги даваме, што ги создаваме за нив се стварно врвни, мислам, тоа не го кажуваме ние, тоа е кажано на конференции, пренесено општо. Како дел од да речеме тоа знање што го собравме минатите години, го создадовме проектот Микротика. Микротика е алатка што служи за автоматизација на процесите при деплојмент на софтвер на клауд. Во моментот, мислам, не за у суштина и ја направивме од некаква потреба наша, за да можеме да ги развиваме овие иновативни продукти за нашите клиенти, ама фактички додека работевме за нив, во суштина свативме дека можеме од тоа да извадиме продукт. Не е дека, значи, проектот Микротика го почнавме да го работиме уште малтене од самиот почеток, ама реално кога почнуваш да работиш проект in-house, секогаш е ставен на второ место. Мислам второ место заради тоа што знаете, во IT секогаш има некои нови проекти, секогаш има клиенти, сега има и поголема побарувачка за програмери на пазарот и секогаш го туркавме некако на страна. Фактички ни требаше некој буст да станеме посериозни, кога го видовме минатиот повик. За нас беше шанса да, бидејќи веќе имавме и тим кој ќе го работи тоа, се разбира, ние би го извадили и сами на пазарот, ама ќе траеше многу долго најверојатно. Нас ни треба повеќе пари од тие што беа дозволени како максимум, ама сепак се одваживме да го направиме целиот проект со тоа што нели фондот си остана на неговите 340.000 евра. Ние го инвестираме она што е разлика до 700.000, бидејќи реално продуктов е таков, треба да излезе на светски пазар, доволно е моќен, има потреба од такво нешто и нашиот план е таков да во рок од 2 години да средствата од фондот се 330, мислам, кај нас, а рестото го даваме ние, или односот е некаде 55% инвестицијата е наша, 45% е од фондот. Инаку да ви кажам, една од работите зашто стварно све се смени од оној, да речеме, првиот ден кога почнавме да работиме. Мислам дека ние бевме меѓу првите компании што ги дадоа документите за почеток и договори све. Почнавме да работиме, од првиот ден се виде одма буст на самиот тим, на луѓето што работат таму, заради тоа што веќе фокусот го имавме на продуктот, веќе нема потреба некој да влегува и таму да бара дополнителни ресурси, тие ресурси се наменети за тој проект и го градат.
Инаку, според плановите, да ви кажем и како се одвива, веќе оди малце побрзо отколку планираното, веќе фактуриравме една лиценца, значи за минатиот месец, со тоа што е интересно дека лиценците што ги фактурираме према клиентите се онакви репетитивни, кога ќе почне да работи, после тоа мора, ако сака да го одржи продуктот, да работи со него. Иначе веќе сме во преговори со еден од партнерите со кои работевме претходно, да кај сите негови клиенти постепено го воведе продуктот. Очекуваме некаде на крајот на јуни да имаме верзија која ќе биде онаква баш отворена за пазар. Веќе има и 2 најави за брзо скоро, барем 2 лиценции продавање. Инаку да ви кажам и другите некои бенефити што ги имаме, например тоа дека доколку не беа парите од фондот, најверојатно бевме на една конференција на која баш беше добар приемот на Микротика, ќе отидеа 2-3 луѓе, сега бидејќи буџетот ни беше малце нели повисок, отиде поголем дел од екипата, таму стекнавме стварно добри контакти, многу добар респонд имаше од Амазон, нашиот најголем партнер технолошки. Веќе правиме некакви разговори со нив да не поддржат малку подобро. Имаше исто многу добар, да речеме, респонд од клиенти кои никогаш претходно не сме ги сретнале. Се сретнавме со дечките што го развиваат TeamViewer, претпоставам доста од вас го знаат. Например, имаше многу убав респонд од TUI, германската агенција. Мислам, чисто беше тоа на некаква дека они работат на нешто слично, ама технолошки, пошто не се софтверска компанија, може да беа малце поназад од нас. Ќе видиме, претпоставам, работата е дека тоа ќе го поделиме после, од кога ќе биде готов, кога ќе можеме да им го даеме стварно независно да работат. Тоа е тоа. Иначе многу сме задоволни од, да речеме, почетокот. Сега, за да не биде све розово, имаше малце еден дилеј во исплатата на втората рата. Еве го сега добивме информации дека брзо ќе биде исплатена од кога се најде ревизорската куќа. Јас мислам дека ние документите ги пративме, мислам дека све е во ред, бидејќи фалеа некои ситници. И мислам дека тоа ептен ќе го линеаризира претходното и ќе продолжиме да работиме со исте лани темпо и натака. Ви благодарам. Почитувани, најпрво во името на Виталија би сакала да се заблагодарам за поканата и за можноста еве вака во ваков круг да го споделиме нашето искуство во партнерството со Фондот за иновации и технолошки развој. Јас како член на проектот на Виталија Сировата храна иднината на здравата иднина, би сакала да споделам дека од сам почеток па до сам крај на вториот квартал во кој што сме сега стигнати, имавме голема поддршка од фондот. Да не беше фондот, ние немаше да успееме да реализираме нашата идеја, затоа што за да се успее на пазарот не значи само да бидете иновативни, треба да бидете и брзи. Она кое што на нас не го овозможи Фондот за иновации и реализацијата на нашиот проект. Фондот ни овозможи нашата идеја за колагенски производи, протеински топчиња и барови од сирово овошје да успееме да го произведеме и да го пласираме како на домашните, така и на меѓународните пазари. Нашата иновантност се состоеше пред се од набавка на многу скапа и иновативна опрема, кое што ја набавивме во првиот квартал и на самата опрема успеавме сето она кое што го замислувавме да го доведеме до индустријско производство, односно да создадеме висококвалитетен и конкурентен производ на пазарот. Со набавката на оваа опрема ние успеавме и постигнавме оптимизација на производството, ги намаливме трошоците, а воедно на пазарот пласиравме, повторно ќе кажам, висококвалитетен и конкурентен производ, кој воедно, како на домашниот пазар, зазема и добра улога и застапеност на меѓународните пазари. Ние моментално се наоѓаме во третиот квартал за реализација на проектот. Првиот и вториот, можам да се заблагодарам, ги поминавме непречено, добро, извештаите добро ги поминавме. Исто така добра логистичка поддршка имавме во текот на целиот проект, па дури и за време на апликацијата од оперативниот тим на фондот, кој што
несебично е да им се заблагодариме. Менторите кои што ни беа доделени, добро не водеа, добри инструкции ни даваа. Еве повторно, не дека се било розово, меѓутоа со помош на нашите ментори, ние сите оние пречки кои што ги имавме пред се во административниот дел, ги поминавме, затоа што тие секогаш беа кооперативни и на време промптно одговараа на нашите барања. Ние со набавката на опремата, како што кажав, пласиравме висококвалитетни производи, што за Виталија значеше проширување на домашните пазари, меѓутоа и отварање на нови пазари, па дури и исклучување на партнерство на територијата на Англија. Ние успеавме да пласираме нова линија со колаген, која што содржи висок процент на рибен колаген, кој што беше нешто иновантно, како за дома, така и надвор. Тоа ни ги отвори вратите во Англија да склучиме партнерство за онлайн и онлайн продажба и презентација на територијата на Англија, како и линијата која што дополнително опфатена со овој проект, поддржан од фондот, е и протеинските топчиња, така наречени Bouncy Balls, кои што исто така успеавме да ги пласираме во Англија преку онлайн продажба и промоција. Меѓутоа, да не ги запоставиме и роубаровите, кои што ги пласиравме на домашните пазари, меѓутоа со овој иновативен производ успеавме да го прошириме нашата продажба во Русија, со тоа што на нивно барање што им се допадна производот, направивме екстензија и дополнително ја проширивме и изголемивме нашата продажба. Накратко, јас би го споделила само тоа и би ве охрабрила да аплицирате, затоа што можеби постапката вака изгледа комплексно, која ќе ги видите целиот тој обем на документација и слично, меѓутоа не е толку така комплексно како што изгледа, затоа што со добра логистика, со добра помош, ќе сфатите дека целата таа документација е само административниот дел на вашата идеја. Доколку имате прашања, повелете. Ве благодарам.